Почитувани, отворени за соработка, постојано во интерес на граѓаните од 2006 година до денес. ВМРО ДПМН воведе голем број реформи во Агенцијата за катастар на недвижности. Реформи што значат подобра, поквалитетна и навремена услуга за нашите сограѓани. Отчетно, како и во останатите области, издвојуваме дел од реформите што значат суштински промени. Уште во 2007 година Агенцијата за катастар и недвижности започна да ги организира отворените денови од град во град, поблиску до граѓаните да ги слушне нивните проблеми, а цените на услугите драстично се намалени и овозможено е безготовинско плаќање на сите шалтери на катастарот. Воспоставен е катастар на недвижности на целата територија на Република Македонија, со што поседовните листови отидоа во историјата, а имотните листови станаат доказ за сопственоста врз земјиштето и објектите. Од ноември 2011 година катастарот во Прилеп функционира како електронски катастар, а до јули 2012 година електронскиот катастар се комплетираше во сите одделенија низ Македонија. Со овој систем се овозможи сите одделенија на катастарот да работат во еден централизиран систем, а имотните листови се достапни од кој било град во Република Македонија. Од 2011 година во Република Македонија е дел од глобалната карта на светот, Global Map, а текот на 2012 година изготвена е проектна документација за авионско снимање, а се очекува авионско и ласерско снимање на Македонија да се спроведе во текот на 2016-2017 година. Воведен електронски шалтер, преку кој се примени 46% од вкупно доставените барања, што возможи заштеда на средствата и време на граѓаните и фирмите. За зголемена ефикасност на Агенцијата за катастар електронскиот шалтер работи 24 часа, преку кој се достапни имотни листови, копии од катастарски планови и поднесување на барања за промена на катастар на недвижности од канцеларија на професионални корисници. Извршено е поврзување меѓу регистарот на земјоделски стопанства, регистарот на животни и катастарот овозможи Агенцијата за храна и ветеринарство да прибавува имотни листови во име на земјоделците, а со тоа земјоделците нема да имаат потреба да вадат имотни листови. Во сите катастарски одделенија во завршна фаза е дигитализацијата на катастарските планови. До сега се дигитализирани вкупно 1689 од 1912 катастарски општини или 91,79% од територијата на Република Македонија. Со завршувањето на овој проект, граѓаните ќе има можност преку интернет да извршат увид за своите катастарски парцели. Поедноставената постапка за уредување на меѓи овозможи да се решат споровите помеѓу соседи само со изјава, без геодетски елаборат и без нотарски договор, со што вкупната проценета заштеда на граѓаните од овој проект е 8,5 милиони евра. Во 2015 година катастарот се вклучи во постапката за бесплатна приватизација на дворните места, во делот што се однесува за приватизација на градежно неизградено земјиште за поранешни собственици, зашто продолжениот рок за поднесување на овие барања до 15 јуни оваа година. Една од најважните мерки кои ги спроведе владата предводена од ВМРО ДПМН е легализација на бесправно изградени објекти. Со Законот за постапување со бесправно изградени објекти отпочна процес со кој конечно граѓаните ќе бидат собственици на своите огништа. Заклучно со крајот на 2015 година во Македонија легализирани се над 140.000 објекти, а само во Прилеп повеќе од 8.000 објекти. Рокот за поднесување на барање за легализација на бесправно изградените градби заврши на 31.3.2016 година, со што во Прилеп поднесени се вкупно 18.395 барања за легализација. За граѓаните кои се приматели на социјална парична помош, постојана парична помош или лица со приходи до 168.000 денари годишно на ниво на домаќинство, од 2015 година Агенцијата за катастар по службена должност изработува бесплатни геодетски елаборати. До сега повеќе од 5700 геодетски елаборати веќе се изготвени. Продолжуваме понатаму со реформите во катастарот. Новина е што владата на Република Македонија го усвои законот со кој се овозможува за граѓаните кои имаат стара градежно-техничка документација, но не ја доставиле во катастарот и нивниот објект не е запишан, сега можат тоа да го направат. А и за оваа категорија на граѓани катастарот изготвува бесплатни геодетски елаборати. Воведена е и ВИП постапка која почна да се применува од 1.1.2016 година, па наместо досегашните 7 чекори и 30 дена за регистрација на имот, сега истата постапка се реализира во 3 чекори и 6 работни дена. Исто така, во цело се изработен системот за запишување на инфраструктурни објекти, сообраќајна, водоводна, канализациона, енергетска и електрокомуникацијска инфраструктура,
а воведена е можноста за запишување на инфраструктурни објекти, како бакарни кабли, оптички кабли и базни станици, каде што првиот упис запишани се 20.000 км инфраструктури, преку 147.000 точкасти објекти од типот на антени, базни станици и трафостаници. Во текот на 2016 година катастарот ќе започне со воведување на етажни скици и информација за висина на објекти, преку кои ќе може да се направи тридимензионален приказ на објектите. Почитувани сограѓани, ова се само мал дел од реализираните проекти, кои што значат напредок и развој. Одговорното и отчетно работење на ВМРО-ДПМНЕ е препознатливо во сите области. Продолжуваме со посветено работење, затоа што само вака се сака Македонија. Ви благодарам.